Во учебникот по математика за 7 оделение на страна 53 се поставени овие 1, 2, 3, 4 задачи. Тоа е редоследот на задачите. Темата 2 е во прашање алгебра и решавање проблеми. Првата настана единица алгебарски изрази, односно прв нејзин дел представување непознати величини со букви. Да ги разгледаме задачите. Осмата задача. Еден молив чини 5 денари, а еден линеар чини R денари. Запиши изрази, алгебарски изрази за следниве цени. Колку ќе чинат 5 моливи? Еден молив чинеше 5 денари, па за 5 моливи ќе имаме 5 денари. За 2 линеари ќе имаме 2, еден чинеше R денари, па овде ќе имаме 2R. По 2, 5 моливи, 2 линеари, ќе имаме сега 5P плюс 2R. Толку ќе чинат 5 моливи и 2 линеари. 5P плюс 2R денари. 9. Шулја кафе чини C денари, а шулја чај чини T денари. Запиши алгебарски израз за следниве цени. 3 шолји кафе. Ќе имаме 3, една шолја чинеше C денари. Значи 3 шолји кафе ќе коштаат, ќе чинат 3C денари. 7 шолји чај. Ќе имам 7 по знакот за множење не го пишуваме, 7 по T. И ако имаме комбинација од тие истите, ќе имаме 3C плюс 7T. Десета задача. Еден компакт диск чини X денари, а еден дигитален видеодиск чини Y денари. Запиши изрази за цената на 3 комплети, 3 компакт дискови, имам 3, цената нивна беше X денари, плюс 5 дигитални видеодискови, а нивната цена беше Y денари. Па алгебарскиот израз ќе ми биде 3X плюс 5Y, тоа се денари. 11 задача. Запиши изрази за периметрите за секој од овие ѓеометриски фигури, заедно сум ги запишал тие. Пода, имам квадрат, чија страна е X. Периметар беше збир од должините на страните, го бележевме со L, па L ќе ми биде еднакво на X плюс X плюс X плюс X, или тоа е 4 пати по X. На рамностранниот триаголник, збирот од должините на страните е Y плюс Y плюс Y, или тоа е 3 пати по Y. И на правилниот петоаголник, зашто е правилен петоаголник? Затоа што сите страни му се еднакви и аглите уште се еднакви, па овде периметарот ќе биде еднаков на 1, 2, 3, 4, 5 пати по P. Тоа бе задачите од страната 53. Благодарам за вашето внимание.